Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Одбележан 8 септември, денот на независноста. Уништени земјоделски производи. Велосипедизмот во подем. Празникот 8 септември во Гостивар беше одбележан со положување на цвеќе на споменикот на паднатите борци. Поради ковид пандемијата, годинава не се организираше свечен собир. Букет цвеќе е едноминутно молчење во знак на почит кон сите кои го положиле животот за татковината и порака да се чуваат слободарските вредности. Вака во Гостивар беше одбележан денот на независноста на Македонија. Поради ковид пандемијата, традиционално прославување со свечен собир годинава не се организираше. Сепак, Гостиварскиот сојуз на борци реши да го чествува празникот согласно препораките за заштита, со неколку члена делегација, без гости и други учесници. Патот до слободата не бил лесен, затоа сите имаме должност да ја чуваме и градиме нашата земја, нагласи во обраќањето председателот на боречката организација Радислав Гиноски. Овој исклучителен датум од најновата македонска историја представува почеток на независна и самостојна македонска држава, за која мечтаја многу генерации, а и илјадници ги положија своите животи. Настан кој ми овозможи самостојно да решаваме за нашата сегашност и иднина. Оттаму, наша должност и аманет е да ја чуваме и градиме нашата земја, да се бориме за неја, да работиме за неја. Ги повикувам сите на кои човековото достоинство им е најсветата вредност да продолжат, да ги чуваат, негуваат и развиваат слободарските традиции во современото живење. Нека ни е честит 8 септември, денот на независноста, и нека ни е вечна татковината. Да живее Република Македонија. 8 септември како државен празник е неработен ден за сите граѓани, но во Гостивар не можеше да се забележи некоја празнична атмосфера. Освен истакнати знамења на ерболите низ градот, се друго беше вообичаена гледка. Скоро сите продавници беа отворени и работеа, а раздвижено беше и на градскиот пазар, со оглед дека вторникот е пазарен ден во Гостивар. 8 септември денес го одбележаа представници на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово, како и делегација од Општинската организација на СДСМ Тетово. Оддадоа почит на загинатите борци пред споменикот на револуцијата во центарот на Тетово, но годинава немаше делегација од локалната самоуправа. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово утрово го одбележи денот на независноста на Македонија, положија свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата во центарот на градот и им го честитаа празникот на сите граѓани. Истакнаа дека годинава за жал нема организација од страна на локалната самоуправа за пригодно одбележување на денот. Денеска, заедно со Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово, заедно со нашите активисти, поддржувачи, симпатизери, но и граѓани кои што сметаат дека е потребно да се чествува овој голем национален празник тука, пред Домот на културата Илјо Антески Смок, пред споменикот Жена Борец, пред споменикот на паднатите борци, се собравме сите да го одбележиме овој голем национален и државен празник и да положиме свежо цвеќе во чест на сите оние кои што ги загубија своите животи во континуитетот на борба за да денеска живееме во самостојна Република Македонија. 8 септември 1991 година означува многу голем и важен датум, ден кога повеќе од 1.100.000 македонци, односно македонски народ, излезе на референдумот и го даде својот глас за самостојна и независна Република Македонија. Ние денеска, 29 години после тоа, го чествуваме овој наш голем празник тука во Тетово, но за жал без поддршка и организација од локалната самоуправа. Континуитетот на борба и за независна Република Македонија сметаме дека треба да продолжи и да се чествува и во Тетово, како и во останатите делови на Република Македонија.
Македонија, но сепак локалната самоуправа не изнајде можност за да на еден начин го испочитува овој голем празник. Оддавање почит за загинатите борци и полагање свежо цвеќе изврши делегацијата предводена од председателот на Општинската организација на СДСМ Бобан Видоевски, пратеничката Фаница Николовска и советникот Живе Алексовски, со членови на извршниот одбор на Општинската организација. На нас, новите генерации, ни останува одговорноста да ја зачуваме македонската државност, истакна председателот на владата Зоран Заев по повод денешната прослава на Денот на независноста 8 септември во дворот на владата во главниот град. За секогаш ми се врежани во глава сликите од прославата на плоштадот Македонија и зборовите со кои председателот Глигоров ни ја честиташе државата. И татнежот на македонската химна, најубавата химна на светот. Пред 29 години, на 8 септември, граѓаните на Република Македонија, на сите идни поколенија на оваа земја, им го дадоа најголемиот подарок – независноста на државата. Сонот на сите претходни генерации за независна и слободна држава се исполни. Стремежот за независна држава е вековниот идеал во македонската историја. Идеал кој за многу генерации беше само мечта. Пред речиси 3 децении, после 46 години државност во рамките на Сојузот на поранешни југословенски држави, на 8 септември 1991 година, независноста на нашата држава стана реалност. Токму нам, на сегашните генерации, ни припадна привилегијата, но и одговорноста да ја освоиме независноста и да ја зачуваме и развиваме македонската држава, затоа што државата и општеството се независни и слободни толку колку што е независен и слободен секој граѓанин на Северна Македонија. Крушевската република беше временски краткотрајна, но со трајни историски вредности и наследство. Народна, а потоа и Социјалистичка република Македонија беа круната на вековниот процес за создавање македонска државност. Сите големи и преломни историски процеси и настани на нашата државност и независност беа проследени со борба за слобода, правда, еднаквост и солидарност. А оваа борба против сите форми на репресии, неправди и против фашизмот е во темелот на македонската државност. Високите температури уништија голем дел од засаденото во Тетовско со традиционални земјоделски култури. Најпогоден е тетовскиот граф и доматот. Ова се само дел од уништените земјоделски производи снимани на тетовската почва. Земјоделците велат дека речиси 90% тетовското графче е скапано, а во лоша состојба и доматот. Од 10 декари засадени со граф, земјоделецот Драган Нумовски годинава ќе собере едва 200 килограми од овој производ. Па граф имам околу 10 декари, тоа е 1 хектар, али не можеме да најдеме тој род што го имало некогаш, сега оваа година слабо многу. По таа површина колку сметате дека годинава ќе излезе? Па немат 200 кила ако излезе до 250. Поради ваквата состојба, голем дел од земјоделците се откажуваат од нивите. Дополнителен проблем е и намалената продажба на производите. На 3 декари. 3 декари нема ни 100 кила граф да соберам. Тоа сигурно. А колку треба да соберете општо, да речеме 3 декари? Па сигурно 600 кг треба да, 200 кг на декар треба да по правило треба да дојде, али немаме тоа. Оваа година нема да собереме граф. Кај другите земјоделци е така? Кај сите, 90%. 90% е уништен граф. Агрономите велат дека високите температури предизвикуваат голем број на болести. Потребна е поголема едукација на земјоделците околу заштитата на своите производи, кои се осетливи на климатските промени. Обавезно треба да се прскат, поготово доматот треба да се прска за црната дамкавост и алтернарија, треба да се употребуваат и бакерни препарати и системични препарати да се спасат од овие болести.
Статистиките говорат дека секоја година се намалуваат површините засадени со тетовско гравче. Слична е состојбата и со останатите традиционални земјоделски производи. Во услови на пораст на невработеноста, добре дојдени се можностите кои се нудат преку активните мерки на државата. Во Центарот за вработување во Гостивар во тек е пријавување на проектот за самовработување со кредитирање. Освен здравјето на луѓето, коронавирусот силно ја погоди и економијата. Се затвораат фирми, се отпуштаат работници. Во услови на пораст на невработеноста, добре дојдени се можностите кои се нудат преку активните државни мерки. Една таква е самовработување со кредитирање. Во Центарот за вработување во Гостивар во тек е пријавување за ваков вид на поддршка за невработените. Сумата што може да се добие за отворање на сопствен бизнис се движи од 5 до 30.000 евра. Сите невработени лица кои сакат да аплицираат за оваа мерка и да користат средства од влада на Република Македонија, кредит со 1% годишна камата, се една година и пол грейс период, значи првите години не враќаш ништо, после за 5 години, 5,5 години се враќа со рати. Значи за еден кандидат кој сака да аплицира во оваа мерка може да користи од 5.000 до 10.000 евра. Ако се може да се здружат 20-30 до 5 мина, значи да користат до 30.000 евра. Значи првиот до 10.000, другиот секој по 5.000 може да користи до 30.000 евра да отвори свој бизнис и да почне со работа. Досегашното искуство на службите покажува дека невработените лица од регионот на Гостивар имаат голем интерес за користење на активните мерки за вработување. Ова особено се однесува на грантовите и кредитите што се доделуваат за отворање на сопствен бизнис. На годишно ниво со такви мерки се офаќаат околу 200 граѓани. Според податоците од Агенцијата за вработување, актуелно во Гостиварскиот регион евидентирани се 9164 невработени граѓани. Меѓу нив најбројни се оние без никакво или со основно образование, како и среднистите. На листата на невработени во Гостивар има и 47 магистри на науки. Велосипедизмот во сите негови форми во последните години е во подем. И во нашиот регион се зголемува бројот на млади лица кои во групи на велосипеди организираат тури низ повеќе планински предели во земјава. Пред точно 2 години, млади ентузијасти и љубители на планинскиот велосипедизам формираа клуб Метал Мелиша. Во моментов клубот има 30 члена кои сакаат предизвици и се подготвени да го истражуваат теренот на велосипед. Поради пандемијата се движат во помали групи и посетуваат повеќе планински места, но организираат и друмски тури. Истовремено учествуваат и на покани од другите велосипедски клубови во земјава. Целта на клубот е пред се дружење и рекреативно возење по планините и пред се промовирање на планините и убавините на Република Македонија. Обично турите се организираат во недела, зашто тогаш сме најслободни. Гледаме пред се да бидеме околу планините, значи турите се организираат околу планините, но некогаш правиме и друмски тури, например Гостивар, Маврово и слично. Мојата најдолга тура е Тетово, Дебар и Брезно назад во Тетово, иначе имаме возено до Охрид. Ја во овој клуб релативно нов член сум, меѓутоа влегов со голем ентузијазам и често одиме на тури, сабота, недела се нашите денови за уживање. Пред малку учествувавме на покана од клубот Велес, возевме Богомила до планинарскиот дом Чеплес, близу Солунска глава. Веднаш после тоа со другарчето Неше возевме до Струга преку Дебар, преспавме тамо, за назад исто преку Кичево. Членовите на клубот велат дека се уште во земјава нема соодветни услови за развој на овој рекреативен спорт, а има многу природни убавини кои вреди да се видат. Воедно велосипедизмот е одличен за ослободување на стресот. Па за услови не баш, али планините се прекрасни во Република Македонија и има што да се види. Па пред се дружбата, убавата енергија, заборавање на проблемите додека возиш и слично. Освен дружбата, физичката активност одлично влијае во подобрувањето на психолошката состојба и здравјето. Секој спорт е убав спорт, секој спорт има позитивни придобивки за здравјето на организмот, така да
се чувствува кога возиме, позитивна енергија добиваме, што е најважна, се намалува стресот. Придобивките секако губење на телесната маса, врз основа на тоа подобрување на мускулатурата, подобрување на локомоторниот систем и ред други придобивки. Од клубот Метал Мелиша велат дека секој може да им се приклучи. За безбедно возење потребно е квалитетен велосипед и заштитна опрема. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Останете со програмата на Кисиме Нада. Пријатно!